civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Здраво на сите и благодарам во моје име и во име на Метаморфозис, како и име на проектот со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност, што го правиме заедно со Евротинг, со поддршка на Европска Унија, како еден придонес кон борбата против дезинформации. А јас, освен искуството од тој проект, ќе се обидам да пренесам искуства од нашиот сервис за проверка на факти Вистиномер, кои што се однесуваат конкретно на ова прашање. Во врска со улогата на новинарите, јас би рекол дека е таа клучна. Многу е важно новинарите да бидат успособени да ги препознаваат дезинформациите и соодветно да ги обработуваат. Ние мислам дека сите бевме сведоци во последно време како некој случај на дезинформации предизвика немир или тензии во нашето општество, само заради тоа што одредени содржини што се појавиле на социјални медиуми или биле пуштени од одредени центри на моќ, не поминаа низ основна новинарска проверка, значи да се провери дали добиената содржина е точна, коректна, од вистински извор, од релевантна институција и потоа беше потребно да поминат денови за да се добие во јавноста вистината, таа да се прошири, бидејќи имавме и ситуации во кои што медиуми и тие ситуации се за жал акутни, не само хронични, откако ќе објават некоја дезинформација, потоа не објавуваат корекција, а плюс би требало извинување до читателите што не сакајќи или сакајќи ги измамиле. Она што го гледаме од нашата работа е дека слично постапуваат и луѓето кои што функционираат како ширачи на информации и дезинформации на социјалните мрежи. Вистиномер како дел од партнерството за проверка на факти кој со Facebook ги идентификува и ги означува виралните дезинформации и она што може да се види вака од некоја птичја перспектива е дека граѓаните учат од медиумите како да постапуваат. И ако медиумите, иако често ако се комерцијални, ја занемаруваат формално онаа своја улога на едукатори на јавноста, сепак граѓаните учат од нив, со гледање на тоа како постапуваат. И потоа, во ситуации во кои што медиумите постапуваат неетички, создаваат простор, не само простор, туку и една јавна атмосфера во која што неетичкото постапување станува норма, особено во овие аспекти на борба против дезинформациите, за кои што новинарството е најповикано. Значи, проверката на факти не е само посебен жанр, туку треба да биде интегрален дел од секоја новинарска дејност. И така натака. Така што сметам дека само ќе додадам еден податок, според истражувањето на Критинг, над 95% од новинарите кои што учествувале во една структурирана анкета, одговориле дека на новинарите им треба едукација за медиумска писменост. Значи, и тоа се однесува всушност на сите нас. Ситуацијата со новите технологии е толку променлива, условите се менуваат и сите ние треба да сватиме дека ни треба доживотно учење за да се прилагодиме на тие услови. Но исто така е важно тие вредности и вештини да се вградат и во основното, средното и факултетското образование, особено за новинарите. И тоа е, мислам, еден од прерогативите. Мора да се мисли и на идните генерации кои што ќе поминат низ образованието, и на сегашните кои што се сега во образовниот процес, но и на оние кои што поминале и како да се допре до нив, а единствено нешто кое што ги обединува сите се медиумите. Видете, тоа е многу јасно во оние земји кај што, како што рече Петрит, се спроведува законот кој што и кај нас постои, а говорот на омраза е кривично дело во сите земји на Советот на Европа, колку што знам. Ние имаме ситуации во кои што има и воспоставена пракса дека
доколку се шири говор на омраза, за тоа може да се извести на начин на кој што нема да се шири самата порака на мразење и поттикнување геноцид, бидејќи да се извести што некој кажал е одговорност на новинарот не само за тоа да пренесе точно, туку и да пренесе во оној формат кој што е соодветен. Кај нас имаме во медиумите многу, како би се рекло, лицемерна ситуација, во која што во превод, например, на филмови, се избегнува да се преведат некои зборови кои што се сметаат за безобразни, кои што се минимално, како да кажам, со минимална штетност во однос на тоа какви работи се пренесуваат како говор на омраза, а истовремено не се врши нивна новинарска обработка. Бидејќи едно е да кажеш тој го рече буквално да се цитира некаква изјава со говор на омраза, а друго е да се каже дека таа личност пренесе говор на омраза, што да го се објасни контекстот, дури да се објасни што било кажано, но да не се повтори самото кривично дело, бидејќи ние имаме искуство како цивилизација со говорот на омраза. Тоа е еден од факторите кој што довел до јакнење на фашизмот пред Втората светска војна и започнување на Втората светска војна, една од најголемите катастрофи во историјата на човештвото, заедно со геноцидот и холокаустот во неа. Така што мислам дека новинарите се доста, како да кажам, обврзани да ги применат новинарските стандарди и тука спаѓа и, да речеме, не пружење поддршка за ширење на кривични дела како поттикнување насилство или ширење говор на омраза. Од друга страна, имаме неколку примери, како Петрич што почна, кои што навистина имавме ситуации во кои што пандемијата беше дополнително злоупотребена за ширење меѓуетнички или верски тензии. Она што го имавме на почетокот беше дека јас да бевме во некои други времења би очекувал објавување на списоци на луѓето кои што се заразени или се сомнителни за зараза уште од самиот почеток, бидејќи тоа беше метод на постапување на таа медиумска пропагандна машинерија од претходно. Злоупотреба на лични податоци за кои што имаше поддршка и од судството, со една огромна неказнивост. Но за среќа, во најголема мера, личните податоци на граѓаните, без разлика дали се пациенти или било кој, остана заштитени со неколку инциденти кои што немаат толку широко влијание колку што би имало, бидејќи имаше од почеток повици на некој начин да се идентификува дали преку тоа од кои општини доаѓаат или слично, етничката припадност на наводно заразените како основа за да се шири говор на омраза против одредена група. Несреќното постапување на религиозните заедници во текот на пролетта и непочитувањето на мерките во пракса, во низа религиозни ритуали и случувања, придонесе кон тоа. Имавме дури еден вид на надпревар кој ќе покаже дека има поголема моќ со тоа што ќе ги избегнува мерките или пак ќе бара државата да му даде и нему повластен третман како и на, да речеме, спротивната страна, која што беше перципирана како привилегирана во некој случај. Навистина тоа доведе до, мислам, многу лоши последици во однос на ширење на пандемијата. Можеби не директно со заразување на луѓе на некој конкретен настан, такви поврзувања не беа направени, но и самите здравствени власти укажаа дека таквото разните настани кои што кај нас се квалификува и како семејни собирања, доведува до ширење на заразата. И сега
продолжување на таквата активност, видовме до кај може да доведе. Мислам, во соседството имавме низа такви случаи, каде што религиозни организации организира настани кои што потоа директно можеше да се увиди дека се смртоносни за дел од учесниците. Но она што би сакал да го кажам е дека, еве, еден конкретен пример беше обидот да се измиксира и пандемијата и етничката или националната припадност и тековни случувања во ширењето дезинформации дека Грција или Албанија ги затвораат своите граници само за одредени етнички групи или луѓе од одредени општини кои што имаат мнозинско население, кое што не е од одредена етничка група или е од одредена етничка група. Имаше лоша интерпретација на изјава на албанскиот премиер, а имаше и фабрикувани наводно документи од грчкото МНР, кои што беа ширени од група медиуми, и која што веднаш откако беше објавено дека се работи за дезинформација, дел од нив ги тргнаа написите, но можеше да се види според оние јавни архиви како на пример TimeMK дека таков напис бил објавен. И тука го гледаме уште и дополнително оној момент на неодговорност, кога медиумите наместо да се стават во борба против дезинформациите на начин кој што ќе им помогне на нивните граѓани да ја сватат ситуацијата, па дури ако погрешат, секој може да погреши, кој работи греши, нели? И пренесат некоја неточна содржина или дезинформација, со самото тоа што ќе објават корекција и ќе се извинат, многу придонесуваат во создавање на атмосфера на конструктивен приод кон проблемот. За жал, кај нас имаме тенденција, медиум кој што ќе пренесе дезинформација, да ги брише трагите. Значи, како еден злосторник кој што се обидува да ги отстрани доказите, или медиумите, или на социјалните мрежи, се бришат трагите, и тоа е едно од искуствата кој што го имаме и во рамки на оваа проверката за факти на Facebook партнерството. Например, според условите на партнерството, проверувачите на факти единствено ги оценуваат одредени содржини и на таквите содржини кои што се оценети како точни, неточни или сатира или било како, се додава линк до објаснение зошто добиле таква оценка. Но имаше неколку случаи кога авторите на содржините кои што биле оценети како дезинформации сами си ги отстрануваат, од стран веројатно, но без при тоа да ги известат својата публика дека погрешиле или, мислам, се работи за она што би се рекло во јазикот на Facebook за пријатели. Значи има луѓе кои што своите пријатели континуирано ги лажат и не им се извинуваат за тоа. Па какво пријателство е тоа? Да, само да дадам една напомена, еден, што би се рекло дисклеймер. Проверката на факти е само една гранка на новинарството, која што би требало да биде и интегрирана внатре во новинарскиот процес, но може да биде и вака на ачик, како посебен тип на медиуми кои што фокусирано работат, слично како watchdog новинарството, што би се рекло, кое што фокусирано работи на со одредени техники, одредени методи. И при тоа, ние со самото веќе скоро 10 годишна работа во таа област, имаме увидено дека тоа не е трајно решение, дека не е единствено решение. Потребно е заздравување на целиот систем, почнувајќи од дневното известување новинарско до истражувачко новинарство, коментаторство, сите форми на новинарството како такви, доколку функционираат онака како што е зацртано во етичките норми на професијата, би биле навистина штит и јавен сервис, не само како институција, туку и како функција на општеството. Но она што го имаме ние сега кај проверката на факти е дека сигурно не можеме да ги покриеме дури ни сите дезинформации што поминуваат во еден даден период или
дури во еден ден е невозможно да се покријат сите. Ресурсите се ограничени, премалку луѓе работат на тоа, премалку средства се на располагање. Со тековниот медиумски модел во Македонија се уште нема решение за тој проблем, не само за тој жанр на новинарството, туку и за професионално новинарство како такво. Но она што е важно е да се напомене дека секоја проверка на факти се базира на многу прецизна методологија, со која што, како и во научната сфера, е точно одредено што се покрива, кои типови на проверки се покриваат, а кои типови на дезинформации или мислења не се покриваат. Така, например, во сите форми на проверка на факти што ние ги применуваме во медиумскиот свет на Северна Македонија, имаме точно јасни лимити што не се покрива, а што се покрива. Например, во сервисот за проверка на факти се покрива само вести, не и коментари. Не се навлегуваше во полемика за нечие мислење, туку само дали нешто што е представено како вест, ги има сите карактеристики на веста според новинарската, како се вика, новинарските правила. Во рамките на ова пошироко следење на дезинформациите, во рамки на критинг и на социјалните медиуми, се гледаат и други аспекти, но доколку се работи за проверка на факти, јасно се кажува дека, например, не се анализираат мислења, туку само изјави кои што може да се верификуваат како точни. Постојат изјави кои што и дезинформации, форма на дезинформации, кои што воопшто не се занимаваат со презентирање факти или податоци што може да се утврдат како точни или неточни. Тоа се дезинформации чисто цел дури е или па типови на црна пропаганда, чисто цел да предизвикаат емоции, а не и да убедат некого во нешто. Зашто откако е предизвикана негативната емоција, например дека некоја припадник на некоја етничка група направил нешто лошо што ве загрозува, после во самиот текст дури, не само во насловот, туку и во самиот текст често самите медиуми го опровергнуваат она што е иницијално пренесено како форма на манипулација, значи поширока сфера, не само дезинформација, туку и манипулации, а веќе штетата е направена. Кај некое лице ја добило својата дневна доза на омраза и тоа ќе продолжи да ги мрази припадниците на групи надвор од неговата. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.